Господине Земдели, внимателно го слушав вашиот говор за тоа што имате што да кажете и во право кога рековте дека се работи за не се работи за принципи, туку се работи за математика и бројки. Јас би кажал дека се работи за спасување на Али Ахмети, спасување на Дуи, затоа што расколот во Дуи е очигледен, а очигледно е дека мнозинството на СДСМ и Дуи пука по шавови. Ова го зборуваат активисти на Дуи, високи функционери на Дуи кои што се тргнати во офанзива за рушење на Али Ахмети и кои што се незадоволни од работата на министрите Артан Груби и Бујар Османи. И ова само покажува два моменти. Првиот момент е дека gospodin Ковачевски не ја раководи оваа влада и дека е само полтрон на криминалот и на корупцијата, а втората работа е дека господинот Ковачевски е под директна контрола на Али Ахмети. Но она што мене ме загрижува е што фактот што албанската опозиција има некој синдром на раситнување, па тоа се случи и на парламентарните избори во 2016 година, кога албанската опозиција имаше голема можност да нанесе огромен пораз на Дуи. Истото се повтори во 2020 година и вие самиот знаете дека огромно е незадоволството кај нашите сограѓани албанци од криминалот и корупцијата на функционерите на Дуи. Знаете што зборуваат по улиците, знаете дека се повеќе млади се иселуваат од Република Македонија. Ги прочитавте на новите бројки дека само од Тетово и од Гостивар повеќе од 400 млади основци и средношколци се имаат испишано од училиштата за овие 4 месеци. Тоа се секојдневно по 3 до 5 автобуси на млади луѓе, на семејства кои што заминуваат токму поради незадоволството на Дуи, токму поради незадоволството од Али Ахмети, затоа што веќе народот не може да поднесе некој да се богати на грбот на неговата работа, не може да се богати со криминал и со корупција, додека потрошувачката кошничка во Република Македонија изнесува околу 52.000 денари. Значи, народот преживува од една страна, од друга страна царува криминалот и корупцијата. И мене ми е јасно дека и најновиот потек на Ковачевски е за спас на владата, но не можам да ги разберам колегите од Алијанса кои што беа или сега под наводници беа лути противници на политиките на Ковачевски и на СДСМ и на Али Ахмети. Како сега господинот, еве нема да именувам од опозицијата од Алијанса, кога ќе биде на власт ќе зборува против власта. Благодарам.